Почитувани, откако имаме нов директор на тајните служби, сите разговори се снимаат. Нормално дека сите тајни се откриваат. Освен ако снимените актери не зборат на англиски, па да треба лиценциран преведувач со сертификат. Но за наша среќа, овој разговор е снимен на чист македонски јазик помеѓу Грујо и неговиот братучет, со малата говорната маната. Уживајте во сечено, лепено, монтирано, измонтирано. Ало, Ватуче, кај си бе, Ватуче? Братучет, само што се симнав од среша, цело Сабајле бе вкачен, бе многу јака оваа францускава виагра. Ти ностоп си на среша, бе. Или на шива, или на дудинка, или на бресква. Многу си ме лакија за тоа овошните салати, бе. У кој гласи? У Прилепе, Барго, у Монте Карло сум, кај да бидам, да не сакаш да дремам у Струга. Додуше таму се водам како жител за овие глупиве што мислат дека со мене може да го мерат, ама ја као најпознат глумец мора да сум у Монте Карло, кај што се овие што се пуни као брод. А јас сум пун ко танке. Ватуше, затоа те пашувам, бе. Не ли гледаш дека те снимуваме со камера, бе? Како вегош у хота. Не ти реков малку дискресија. Не се кучи многу. Јас ич не се кучам со кешот. Само се паметен на Фейсбук и не те спомнувам. А народ кој на он куп ич не ме прашува за тебе. Братучет, не го дрви многу. Тоа што ме снимиле со камера ме заболе на дрвениот од Сабајле. Па од кај да влезам, бе, братучет, од гаража, од кујна, од перална? Зар мене како најпознат македонски глумец ме личи да се шуњам ко криминалец? Не сум ја ти, па да се шетам во пола Европа у гепек. Тоа е за пропали кримоси, не сум ја тоа ниво. Јас си плаќам поштено на тие што им е платено. А ако смеат да не го извршат ветеното, долга е раката на ВМРО. Пардон, на мене, на началникот. Батуше, ми го ебеш планот. Јас сакав кај да е до пое да се ватам на Велкоњу у Скопје. Ама кога те гледат луѓето од тебе, зборуваат за мене, велат с ким си такав си. Не дека се грешка луѓето, заедно кадевме, ама ти некако си многу транспарентен, не е бе жива сила, си се шеташ како Македонија да е твоја. Македонија е моја, гледаш, привремениот управител не ме закача, ама овие новинари веќе обичнава багра на кур ми се качија, додуши и по некоја туѓа жена ми се качи, што и не е така лошо. Така да кога целава телевизиска серија со моиве пресуди ќе заврши, тогаш раат можеш да се вратиш. Тука ти е кешот, не се секирај, ти го чувам. Ватуче, сум ти рекол да не ми ги помогиваш околите, бе. Тоа што Кобајаги си на целна листа, што Кобајаги си осуден, што Кобајаги обезбеди 8 пратеници да се смени името со моја согласност и тоа што ја ограби Македонија, не ти дава за право да се правиш Грујо на местото на Грујо. Грујо е еден и единствен. Гледаш, јас се сликав со таа порноглумица, народот вика браво, браво, ти се слика со швајоката, народот вика уа, уа. Братучет, слушај, ја народот на кур го ставам, а може да игра рингишпил. А и државата на кур ја ставам, она може да биде рингишпилот. Гледаш и становите што Кобајаги ми ги запленија, си ги вратив. Не сум ни ствари извадил од внатре. Гледаш, Груби се ми среди со судиите, он мора да бега, јас си го прчам у Монте Карло. Затоа не му бери гајле, него оди до Австрија, таму сум ти купил еден бел конј, липицанер, има да влезеш у Скопје ко бугарски генерал. Се има цвеќе да ти фрлаат под нозе. Како генерал? Нешто не те слушам добро. Нешто рече што Бугарија? Сакав да кажам, ќе влезеш у Скопје како генерал, како Михајло Апостолски на времето. А викам, ја да останев со СДС, до сега ќе им обезбедев и пратеници за бугари во уставот. И народот мене цвеќе ќе ми фрлаше. Ватушет, знам дека си играем фај во ова севернава. Ама за бугарите во устав имам друг човек за да ја заврши работава. Ти не севај многу по моите каво, Кортина, Ден Пецо, Гемиш, Патен Хирхен, Кицбел, Ван Дизел и други монтенски места со тоа Ферарито. Сега кога ќе се вратиш во Северна, ќе најмиш еден снимател, ќе поземиш од некого точак и ќе одиш во чајџилница во Струга, заедно со Менко да пиете чај и овој снимател да ве снима.
Без пички само суши ќе се соберете. И кога ќе те снимаат ќе мафнеш. Тоа е моја стара фора. Јас мафта секогаш и секово. Не вака да павам глупости директно како тебе. Јас секогаш кога имаше белја викав наодо ќе реши и не бев у државата. Тоа се вика алиби и со мафтање наво се сведува работата. Убаво ќе ги измафташ дека си устуга, го отплаќаш долгот кон Македонија. А кога ќе се ватам јас со белиот коњ што си ми го купил ти, ќе им ебеме мамицата. Како викаш и ти у снимката со Емучо од Канал 5? Ти реков дека од понеделник капса. Легенда си бе, братуче, од секогаш сум викал. Јас сум мускулите, а ти си мозокот. А би имаш мозок за цела држава да си биш пиперот. Орбан стои, ти не стоиш. Ај па се гледаме на плоштад на дочек. Како што си заебан, може и Трамп ќе ти дојде на пречек.